ръководението на общините е во надлежност на градоначалникот и на Советот на општина Штип. Значи, ние работиме во една симбиоза, затоа што Советот на општина Штип ги носи програмските документи, усвоива комплетно акти, тие ги објавуваме во службен гласник и потоа јас треба да ги реализирам. Значи, никој друг не е надлежен за реализација на општинската програма, затоа што општинската програма ја прави општината, ја прави градоначалникот, Советот, имаме буџет локален и на основа тој локален буџет ние комплетно ги реализираме нашите програмски активности. Значи, јас имав некаде по програма 129 проекти на почетокот на мандатот, програмата е надградив, сега завршив 400 проекти и никој не може да влие, да речеме, на моите проекти, освен граѓаните, кои ја креират и мојата политика и моите активности. Всушност, желбите на граѓаните во овој град се оно што ја дефинира рамката во која ние се движиме. Значи, нивните локални проблеми, потреби, дали да асфалтираме улици, дали да правиме канализација, дали да има тротоари, улично осветлување, спортски терени, дали да има паркови, дали да има други инфраструктурни објекти, комплетно тоа си е наша локална работа. Но мене никој од речеме централната власт не ми диригира што да работам јас во општината. Нормално, имаме проекти кои се заеднички со владата. Тие проекти ги работиме заедно со министерствата. Конкретно со Министерството за култура го работиме на Квест. Општината финансира 60%, 40% финансира Министерство за култура. Логично и нормално е да соработуваме, да речеме, околу изборот на композициите, околу селекцијата на композициите, околу наградите, изведувањето и така натаму, плаќањата, тоа се заеднички работи. Или носиме детални урбанистички планови и генерални урбанистички план, тоа го работиме заедно во соработка со Министерството за транспорт и врски. Со Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието аплицираме со проекти, тие не следат со финансиски средства и тоа се многу значени сегменти со Агенцијата за млади и спорт. Инаку никој не може да одлучи нашиот совет како да носи одлуки. Советници си работа самостојно, дури јас не им вршам притисок како градоначалник. Тоа е единствена општина и ретка општина каде соработката на сите советници во советот, без разлика дали се опозиција, е за добро на градот Штип. И ние имаме голем број на одлуки кои ги носиме во власт. Затоа што ако нешто е добро, ако некој проект е коректен и корисен за граѓаните, јас не ја гледам логиката да речеме зошто советот да гласа на поинаков начин. Инаку до сега никаков притисок не си имал од никој. Нормално со партијата соработувам затоа што таа си има своја програма. Мојата програма е дел од таа програма која реализираме и за сега мислам дека големите инфраструктурни објекти и проекти кои ги работиме, и тоа автопатот Штип-Скопје, регионалниот пат Штип-Велес, сега патиштата регионални до Кочани, и тоа брзи до Радовиш, гасификацијата, изработата на аеродром, нова клиничка болница, тир зоната, економскиот развој, значи едноставно бараат соработка со невисоките органи на власт. Значи, веднаш да истакнем дека јас сум градоначалник кој доаѓа во 5 часот наутро. Како што видовте, јас немам секретарка и кај мене од 5 часот доаѓаат сите граѓани што имаат потреба да им се реши некој проблем. Секој што дојде во општината мора да влезе кај мене. Секој што има проблеми со моите службеници мора да има отврзена врата овде, за да има каде да се пожали. Секој што изложи некоја идеја е пример од моја страна. Така функционира веќе 3,5 години. На одмор не одам, но јас сум постојано на терен, се наоѓам во секоја урбана заедница и тоа каде градиме и инвестираме, значи ако треба и 3 пати во текот на денот. Така да јас така функционирам цело време и лично мислам дека барем за сега сите групи на граѓани во нашиот град, сите националности се подеднакво испочитувани. Дури да речеме на почетокот од мојот мандат, градев да речеме највеќе во ромско мало. Ромско мало, затоа што се дека таму треба да се направи комплетна инфраструктура и верувајте дека за 3,5 години сработивме толку многу да во овој миг, кога правиме анализа за заразни болести во нашиот град, во делот на хигиена и така натаму, констатиравме дека оваа година, да речеме, некои заразни заболувања како што е хепатитот А, каде порано да имаме, веќе е минорен. Јас во текот на денот ги посетувам урбаните заедници. Ние имаме постојано средби со граѓаните во урбани заедници, каде тие ги стекнуваат проблемите. Ние во текот на деновите што измина дадовме јавен повеќе до граѓаните да достават комплетни нивни визии и проекти кои би се инкорпорирале во програмата за 2017 година. Истовремено би го креирале буџетот со нив заеднички. Тие беа објавени преку медиумите на општина Штип и верувајте дека голем број граѓани лично донесуваат своји идеи, доаѓаат овде во нашата општина, меѓувреме и преку Facebook страната на општината даваат своји предлози, а потоа ќе имаме и неколку заеднички средби во големата сала на Советот на општина Штип. Значи, дефинитивно, ако граѓаните сугерираат дека нешто е потребно и добро, ние го тоа прифаќаме. Доколку критички се однесуваат за некој проект, значи пред да го почнеме, ние правиме јавни дебати и расправи,
Мислам дека треба тоа да го прифатиме затоа што апсурд е, ако поголема дел од луѓето мислат дека нешто не е добро, ние да ги убедуваме дека тоа е добро. Така да засега не сме промашали тој еден проект. Всушност тоа проекти кои ги решаваме животот е прашање нешто се